Драги приятели, odlučih днеска повторно да ви се обратам с видео. Първо ќе почнем геополитичката или светската политичка сцена, за да се навратам после на нашата македонска политичка сцена. Морам прво да почнем светската политичка сцена, бидејќи тука се играат многу игри. Како што ни е познато, започнати се војните вежби на НАТО под името Штитот на Европа 21, а се одржуваат токму на границите со Русија за еден вид провокација. Тука е прашање Украина, поточно се боткат украинците да започнат офанзива врз Донбас, се довлечени и НАТО војници околу 40.000, но и околу 40.000 руски војници има на границата со Украина. Вежбите се одржуваат и во Црното море, каде НАТО или поточно САД разрнувач ќе остане постојано, нема право, само може да се ротира, но тоа е најмалку важно. Меѓу време вчера се случи разговорот меѓу председателот на Руската федерација Владимир Путин и председателот на САД Џозеф Бајден. Тука е интересно што разговарале на многу теми, но мене како аналитичар падна во очи во една работа, кога председателот на САД Бајден му порача или го покани председателот на Русија Владимир Путин на една заедничка средба или состанок, но во некоја трета земја. Како аналитичар тоа веднаш ми засмрде, што би рекле, во држава Данска нешто смрди, и решив да погледам на наталната карта на председателот на Руската федерација Владимир Путин. Ако добро, кој ви е постирал текстот, ако добро се забележи во моментот неговиот Марс, што е војница на планета инаку, планета која предизвика и насилна смрт, во моментот транзитирани негова осма куќа, тоа е богати пречки смрт, аутизам, нас и така натаму. Но тој истиот Марс му е владел на првата куќа, бидејќи Шкорпија познака, Марс владел со Шкорпија и со Овен, и на неговата шеста куќа, значи на самата лична, и на шеста куќа кај што се работа со работници, значи овој период треба да внимава. Некаде од крајот на април, значи во мај-јуни, овој истиот Марс ќе транзитира низ негова девета куќа, тоа е странство, патување, значи нему се препорача патување надвор од Русија. Рековме дека Марс е војница на планета, планета може да предизвика и атентати и насилна смрт и така натаму. Значи не е случајно, анализирајќи го ово, не е случајно поканата на председателот на САД да се сретне со председателот на Руската федерација во некоја трета земја. И да му се случи, значи нешто во некоја трета земја, САД нема да биде обвинет, бидејќи не се случува тоа во САД или, не дај Боже, во Русија. Затоа на председателот на Руската федерација му препорачува, но он си има, можеби, многу подобри астролози од мене и советници. Мај и јуни не му се препорачува да патува надвор од земјата, а и овој период се опште до крајот на јуни да обрне поголемо внимание на безбедноста и на соработниците на оние што го окружуваат. Не знам дали ќе послушаш, тоа не е проблем, но подобро е да грешам како нешто да случајно, сепак, како што реков, веројатно има многу подобри со астролози, советници, аналитичари од мене. Ова е моје согледување, може да грешам, може би грешам, може би не, они подобро ќе видат и може би да ме дементираат. Но сепак, сега што се одржуваат вежбите на НАТО, ќе потраат токму до јуни месец. Се одржуваат со повеќе држави, Романија, Бугарија, на границата со Украина и така натаму. Тоа е еден предизвик и провокација Русија да започне некои дејства во Донбас. Русите тоа нема сега да го направат. Они што направија, значи со електронски со електронското оружје успеа да ги неутрализираат
украинските вазоплови и така натаму. Они тоа го направија минатата година и со разрнувачот, мислам, на САД. Значи имат секој електронско оружје, може да се вратат кај ден да ти неутрализират твоето оружје што го имаш и така натаму. Бидејќи го блокира GPS системот. Кој што кажав, Русија е подготвена за сето оно, сепак не е лошо да се обрне внимание. Но тоа не е опасност само за Русија, тоа е опасност ќе се обидат и да се предвидат и некои провокации на Балканот преку албанците. И не случајно им дозволено преќутно на албанците да градат база, но ја не им препорачам лично, бидејќи многу пријатели албанците, може да биде погубно за нив да бидат повлечени во некоја војна, а обкружени со православни земји, а тука Русија се нема да седи мирна како и Кина. Значи, САД може да ги искористи само маша за маша на Балканот, ништо повеќе тоа. Затоа треба да внимават, да им посакувам, што си го кажувам ова. Но многу чудни работи се случи на македонската политичка сцена, особено вчера. Дали тоа наивност или држање на грб на премиерот Заев, не знам, но факт е дека вчера премиерот Зоран Заев маестрално го издрибал лидерот на ВМРО ДПМН Крисијан Мицкоски, кој веднаш денеска ги повлече амандманите за државјанство без да го види новиот закон. Тоа за мене нонсенс. Не би рекол дека е недораснал со политика, може би нешто трето е. И че он не одржа ни едни процеси кои се вклучува да говорите со Бугарија и со Грција, нити кога се минуваше уставно цвина, така да ово не ме чуди. Интересен друга работа и тука се јави Димитар Пасиев, некој е џокер, тоа е џокер на премиерот Зоран Заев. Воопште не го демонтира кога премиерот кажа дека ги финансирале левица. Значи се огледа и рече, вика, нашите амандмани не са за државјанство, туку за лични карти. Малку е трагикомично, но факт е дека заедно работат против Мицкоски. Мислам за премиерот Заев, ја мора да му симна капа како добро ги дрибали двајцата или под двајцата одработува за него. Тоа времето ќе покаже. На доската со моите наледи, што не мора да се тврши. Кажу дека наскоро ВМРО може да очекува уште нови фракции, а ја верувам дека ќе оно што го реков и за нова година, дека ќе слушат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Зошто? Значи, со мерките, со пакет мерките што се за корона за фирми и за луѓето ќе се одобрат. Потоа верувам дека премиерот ќе ги покачи минималните пензии и ќе се распушти парламентот. На овој момент, нова не знам колку му одговара и на Дуи, бидејќи Алијансата ќе извојува една мала победа, она само ќе извојува со ова што, поднесе амандманите, па ќе видиме на крајот како ќе се случи, но сепак сметам дека ќе има предвремени избори, ВМРО ќе биде зацекнат. Јас многу пати сум го рекол, немам ништо против Крисијан Мицкоски, али со него како лидер на ВМРО ДПМН, следните 100 години нема да се вратат на власт. Тоа му го имам кажал и на Милошеги, кој беше пријател на Фейсбук. И ја ме убедуваше за минатите парламентарни избори, кај ќе цепаат 2:1, 3:1. Ја му реков после, му реков, значи и со кој на вас. Значи со Мицкоски ВМРО ДПМН следните 100 години се враќа на власт. И по изборите му реков, што правиме сега, господин Милошевски? И он ми идвиша и блокира пријатели. Бидејќи му напишу, викам, бе може би се залутани случајно во политика, но јас сум професионален аналитичар и јас огледам ситуацијата реално. Драги пријатели, тоа е сега за сега, значи представат интереси настани и на светската политичка сцена и на
македонската или на светската политичка сцена Бајден е донесен да предизвика војната, но нема да предизвика, тој ќе предизвика Србите, или пак ќе се обидат да неутрализираат Русија, а ќе започнат војната со Кина, за да Русија не застане и на страна на Кина. За сега факт е дека Русија гледа дека Кина игра и малку двоstruка игра, но ако бидат загрозени низините граници, значи тешко дека би можело да употреби нуклеарки против Кина, од причина што Кина граници со Русија, значи автоматски би била загрозена и руската безбедност или нејзината територија, а добро знаеме дека во моментот Русија е војна сила број 1, многу пати ви кажам, кој цитирав нивниот генерал, од пред 5 години, кој рече дека во моментот Русија значи, е посилна, и од САД и од НАТО заедно, а потоа се појава и хиперсоничните ракети и многу работи. Од тие причини, ја не верувам дека САД би можел и би смеал да завојува со Русија, по макар и или обични конфликти, бидејќи уште еднаш ќе повторам изјавата на председателот на Русија, господин Владимир Путин, кој кажа: "Ни една војна повеќе нема да се води на руска територија." Што тоа значи? Само што ќе помислат ќе бидат избришени од картата на светот, било кој да е. Драги пратејте толку за денеска од моите анализи. Пред нас е времето, ќе покаже дали се моите анализи точни или не. Тоа ќе биде занимљиво. Ќе следеме, ќе видиме на крај што ќе се случи. Поздрав и убав ден!